туку што заврши во Министерството за финансии дебатата околу даночната реформа, на ние како конструктивна опозиција учествувавме. Морам да заклучам дека повторно неспособноста на владата предводена од СДСМ и од ДУИ покажа уште еднаш дека целиот терет го става на граѓаните и на стопанството. Имено комплетно со оваа даночна реформа ќе се зголемуваат давачките кои што граѓаните и стопанството ги имаат кон државата, и тоа во најлош можеби момент во земјава, кога имаме и енергетска криза, кога гледаме дека граѓаните секојдневно добиваат повисоки сметки и за парно и за струја, стопанството е пред колапс. Енергетската криза навистина го оптовари стопанството и сето тоа како резултат на тоа што државната ЕСМ за жал воопшто ниту успеа да се справи со енергетската криза, а и владата исто така. И како резултат на тоа, компаниите се истрошени, тие се веќе во голема криза, а не на почеток на криза, и ова сега само дополнително ќе направи проблем и притисок врз целокупното стопанство и, како што спомнав, граѓаните. Жално е што власта комплетно се фокусира на промена на приходната страна и зголемување на даночната основа, па и воведување, да кажеме, на некои нови даноци, а од друга страна гледаме ситуација на повторно ненормално трошење, односно злоупотреба на таа буџетска каса на расходната страна, а во исто време воопшто не гледаме ниту мал напор за справување со сивата економија. Не е честно во исто време некои фирми и граѓани да плаќаат данок, други да не плаќаат. Не е честно на една страна да гледаме како граѓаните редовно си ги сервисираат своите обврски, плаќаат данок на имот. Имаме општини каде што речиси да не се плаќа данокот на имот. Имаме општини во кои што и места, и делови од град, каде што имаме фискални каси и се даваат фискални сметки, а делови од град или цели општини каде што не се знае ни за фискална каса, ниту за фискална сметка. Морам да напоменам повторно, ВМРО-ДПМН е против оваа даночна реформа. ВМРО-ДПМН е повторно за она што цело време го протежираме, тоа се ниски рамни даноци. И за крај морам да го кажам тоа што како став го повторуваме во континуитет. Било да е на предвремени парламентарни избори или пак на редовните, доколку дојде до промени воопшто во даночната политика и зголемување, оптоварување на граѓаните и стопанството, ВМРО-ДПМН ќе ги врати сите закони на постоечкото решение како што се сега, односно пак како што кажувам, на ниски рамни даноци. Благодарам.